Господјата Весна Трпковска, официјално пензионерка, но никогаш по-активна од периодот. Секоја чест, навистина ви се поклонувам за сето ова што го изработувате, а воедно и ќе инспирираме многу колешки пензионерки да започнат нешто да прават во деновите кои се долги во пензија. Велат дека се долги деновите ако не правиме ништо, така? Мене ми се кратки. Секоја чест, ви верувам. Тука сум и јас некаде, иако не сум пензионерка. Да, повелете, јас ќе уживам во разговорот. Да. Преубава, еве, најава од нашата Сузе. Јас овде само ќе додадам дека навистина ми е чест и задоволство што наша гостинка ова утро е Весна Трпковска. Инаку дипломиран инженер-архитект, во пензија веќе 6 години, така. Инаку поранешен наставник во ГУЦ Здравко Цветковски и сега за почеток официјално ќе ви се заблагодарам што ја прифативте нашата покана да гостувате во нашата емисија во рубриката Трето доба и навистина ми е многу кејф, морам да кажам, кога ќе видам вака пензионерки и пензионери кои што се уште активни, кои што не им се предаваат на годините, уште помалку на животот. Многу ме израдува тоа кога кажавте дека вас ви е времето кратко во денот, тоа значи дека ви се сите 24 часа во денот исполнети, освен оној период кога се спие. Имаме навистина преубави изработки, еве може да ги видат и нашите гледачи. Ја разубавивте нашата масичка и нашето студио. Ова се, како што кажа Суза, изработки од вашите вешти раце, од конец. Меѓутоа, вие претходно почнавте и со монистра. Така. Пред да отидеме во овој муабет како се изработуваат овие преубави фигурички, сакам само да ве прашам дали ви недостасуваат деновите кога бевте наставник во ГУЦ Здравко Цветковски? И работата со децата. Прво да ви се заблагодарам за интересот и за вниманието кое што го посветуваме на овие мои рачни изработки. Да не останат само ја да се радувам на нив, значи да ги види и некој друг. Мене ми е и тоа време кога бев наставник многу убаво и сега ми е многу убаво. Значи не можам да кажам дека ми недостасува нешто. Тогаш ми недостасуваше слободно време, исто како што сега ми недостасува слободно време. Тоа значи дека сте активна, дека сте исполнета. Да, јас сум била активна и додека бев на работа. Предавав предмети кои што се многу стручни. Техничко цртање, нацртна геометрија, проектирање и урбанизам, каде што учениците постојано треба да цртаат некакви проекти. И секој тој проект треба ја да го подготвам прво, па потоа ученикот треба да го изработи, па потоа да го прегледам. Така да јас сум имала баш 24 сата ангажман. И дома, значи, морав јас да се подготвувам повеќе од она што е предвидено за наставник еден. Кога веќе ја спомнавме вашата работа, вие покрај тоа што изработувате преубави фигури од конец, исто така пишувате учебници. Пишуваме учебници. Стручни учебници кои што се за вашето училиште, така, во Градежно училишен центар, така? Здравко Цветковски. Здравко Цветковски, ова е учебник по новата програма кој што е во подготовка, а имате веќе имам 3 учебници кои што се употребуваа. Така, по кои што студентите учат. Да, учениците учеле, кои што сега на пример треба да се сменат заради промената во наставната програма. Иначе тие 3 учебници се употребуваа веќе 10 години, додека траеше нели старата наставна програма. Сега има направена модуларна наставна програма и поради тоа и се сменети учебниците. Овој учебник моментално е во тек на одобрение, но во тек е на нели таа процедура што следи за да се стане официјално во печатање, да се пушти, да се да. Весна, да се вратиме сега за она што е повод за вашето гостување. Тоа се овие преубави фигури. Вие ги имате навистина многу. Ги видоа и гледачите, еве, може и да го видат, ова е зајчето. Да, зајчето и мечето. И ова е мојот сакан Фроги. Како го викате? Фроги. Фроги. Ајде јас да го покажам, може би полесно ќе биде тука за колегата. Еве вака. Фроги или жапче, кое што има 3 дела. Има и капче, има и гума за спасување, така кажам, за пливање, ја па за спасување. И ова е сокчето. Сокче да се освежи. Навистина интересно, ова се капчето за да местимо и капчето. Така, капчето вака да се види.
Вака само да кажеме дека ќе имаме можност ние да се вклучиме и двајца гледачи. Да. Ќе добијат по еден подарок од оваа ваша преубава рачна изработка. Сега да ми кажете, ова е секако некако поврзано со вашата работа, бидејќи сте дипломиран инженер-архитект. Уметноста е исто така делот од вашата професија. Так. И предпоставувам дека тука е некаде поврзаноста, нели? Тука е врската, да, со сето тоа што го работев од кога отидов у пензија. Значи, прво што почнав да работам беа монистрите. Таа боја што ја нудат монистрите, тој сјај што го нудат тие зрнца од монистра ме привлекоа од првото гледање. YouTube, нека е жив и здрав, од него можев да видам многу примери кои што ме привлекоа да ги правам и јас тие работи од монистри. Така да еве во моментов гледачите имаат можност да ги видат фотографиите кои што ни ги испративте. Ова се навистина и обетки, така, ова се обетки, значи и накит и помина накитот, да, еве ги овие се фигурите кои што ги изработувате. Како се кажавте преку шема, така? Така, значи овие монистрите беа, значи тоа е еден период што ги работев, тоа е 2 години, може да беа 3, и сега е веќе 3-4 година како почнав со ова се викаат амигуруми. Значи амигуруми е техника на изработка на кукли полнети со некакво полнење. Тоа значи самиот збор амигуруми, потекнува од Јапан, тоа е јапанска техника на изработка на кукли. И овие кукли што ги изработувам, значи кукли се е збор за се, или играчки понаш, како да ги кажам, не знам. А кукли, као кукла ги имаше тука на, еве ги има на сликите што одат. Да, овие се за овие се за Нова година. За Нова година, да, овие се ленчињата за Нова година. И интересни и безбедни за дечињата, нели? Сите се тие, да, сите се тие безбедни, може во машина да се перат. Еве ги монистрите. Еве ги монистрите, да. Ова се дел од она што сум го изработувал, еве ги куклите. Овие кукли се, тоа треба да нагласам, многу од луѓето мислат дека оваа кукла да му ја даеш на детето од 1 година и да игра. Значи ова е за дете поголемо од 3 години. Затоа што внатре има жица, овие например немаат. Има жица за да може да се движи, да може раката да крене, да ја спушти, ногата да седне, например, фустанот, кондурчиња, се соблекува од куклата и тие кукли се една жена многу убаво ги кажа колекционерски кукли. Да. Не се беше на кукла да фатиш да се играш. Да. Као за детенце да му ја дадеш. Колекционерски и уникатни. Еве исто и жабецот, и тоа е со жица. Како иначе не би можел да стои. Ова е цела една филозофија, цела и техника на изработка. Да. Значи голем дел, еве ги зајчињата на пример, тие се великденските, нели, украси што ги правам. Ова е новогодишното што го имав направено, тоа се свеќички што светат горе на свеќите. Еве ги, ова е еден комплет на обетки со гердан, по порачка се прави, мислам ги... Имаме ние и тука и на масичката, имаме корпа со великденски јајца, имаме зајче, имаме јагненце, баш оние фигури кои што сега се актуелни за овој период кој што е пред нас. Сега, еве, сакам да ги повикам и нашите гледачи, може да ни се вклучат овде во програмата. За двајца ќе доделиме овие зајчиња кои што ги има пред мене. Еве ги зајчињата, тоа се овие, ќе ги покажеме малку подоцна, кои што ќе ни се вклучат во програма, ќе си остават податоци во режија и ќе може да дојдат тука во телевизија Алфа, да си ги подигнат овие навистина преубави, уникатни, единствени изработки, кажавте и по нарачка. Колку време е потребно за да се направи една ваква фигура, Весна? Така, времето е различно, зависи од големината и од тежината. Ако се става жица, сигурно така. Каков конец се користи. Ако е потенок, тогаш треба повеќе време. Еве, например, една кукла за да ја направам, еве овде ќе имам јас една кукла која што е... малку подоцна да ја покажеме куклата и конецот, бидејќи од режија ми јавија дека имаме веќе гледач, не би сакала да ги оставам да не чекаат. Еве, ова е тоа што ќе подариме, ова е зајче. Јајце зајче за Великден. Преубава изработка. Добро утро. Добро утро. Вака сега, дали сакате нешто конкретно да ја прашате нашата гостинка или само да ни се јавите, да не поздравите и да си добиете еден подарок од нас? Па да ја поздравам гостинката, секоја чест за трпението. Благодарам.
и да продолжи во иднина вака да креира. Да, ви благодарам. Ви благодарам многу за јавувањето. Еве едно од овие две јајце зајчиња ќе одат во вашиот дом, ќе го красат вашиот дом за Великден. Доколку имаме уште еден гледач на линија, веднаш да кажам добро утро. Добро утро. Добро утро, Иренче. Добро утро, тетка Роска, како сте ни? Баба сум, не сум тетка. Па добро, ајде да не кажам баба, тетка поубаво ми звучи. И убаво вака насмеана, расположена секогаш. Еве едно од овие две зајчиња, баба Роска, ајде. Макар што тетка повеќе ми звучи, ја не сум толку млада. Добро, не везе, фала ти. Едно од овие зајчиња ќе оди кај вас во вашиот дом и ќе го краси домот за престојниот празник Великден. Да, фала многу. Вие знаете каде е телевизија Алфа, така? Може да пратите некој од вашите... Колку пати сме биле ние таму. Ете така. Може да испратите некој од вашите, не мора вие, еве, бидејќи ве знаеме да се земе едно од овие... деца некој, ја не мора да идам. Така е. А да ја поздравам многу жената што ги произведе овие работи, да и цветат рацете, а лавнеке, вака вредни жени, Да. јас се дивам на нив, дивам. Тоа сакам, а не оговарање таква на онаква. Ово е вредно. Точно Ово е така. вредно да направиш ги у пензија нешто. Да. Браво! Треба Да многу си труд и многу цветат трпение. рацете и да сум ни 130 години жива и пеша. Благодарам. Благодарам. Благодарам, тетка Роска, се гледаме, се слушаме во наредна прилика. Заедно, еве, ве поздравуваме јас и нашата Сузе тука до мене од овој дел од студиото. Да, прекрасно. На вистина, јас можам ли да ви се уфрлам на кратко да ве прашам, господја Весна, дали два пати ви оди да изработите исто нешто, бидејќи станува збор за уникатни рачни изработки во кои верувам дека како архитект ја имате прецизноста, вештината. Да, тоа сакав да кажам дека изработката на овие сите играчки, да ги наречеме, или кукли, баш бара тоа, прецизност, трпение, внимание. План предходно да добро сега да тој план, ја на пример работам по шеми. Значи работам по готова. Значи нема импровизација, шемата не дава простор за импровизација. Секоја импровизација носи катастрофа. Значи нема да биде тоа. Така. Има многу што гледам дека прават без да користат шема и тоа не е тоа, затоа што односот Не знаеме дали жава или жилка ќе излезе. така, односот помеѓу телото и нозете и главата, рацете кај ќе му стојат и како ќе биде, некој треба да постојат, значи, странски, тоа се све странски изработувачи на кукли, на играчки, кои што 3-4 пати го преправа едното нешто, па го дава на тестери кои што и го плетат тестерите, па тие тестери кажуваат: овде не ти е добро, поправи го, ова треба вака да биде. Така. Браво. И врз основа на тоа они прават шема и таа шема ја продаваат. Лесно е И кога јас си архитект, Ирена. Да. Лесно е, Сега нек дека точно тоа моето до Да. архитектурата успевам да нешто искоригирам и јас. Например, ќе ми дојде раката поголема, ќе ми дојде помала, па можам да ја смалам. Веќе знам, од почетокот не. Секоја чест Од сте ги почетокот. задржале, сега- пропорциите одлични, да, браво. Да, тоа е најбитно да се задржат за да личи на тоа што е, иначе ќе изгуби секаков смисол да го покажеш и да го направиш уопште. Браво, Некои си прават сега раците вулкави, раците вулкатски. А не, вашите Нема. изгледаат... А ова мора да биде значи така направено за да личи стварно на нешто. Браво, браво. Сега пред да ги вклучиме гледачите. Извини, Сузе, да не имаше уште нешто за Толку ме интересираше тоа, ама го предпоставував што ќе биде одговорот, да. Пред да ги вклучиме гледачите, почнавме да зборуваме за така, за косата и за за косата. да сакавме да го покажеме конецот како изгледа така. Значи, кога се Може јас кај мене еве тука да покажам како Ова е изгледа во фаза на изработка. во фаза на изработка. Ова е кукличка, така. Фустан му фали фустан и му фали коса. Така. На оваа кукличка. Косата е теа, Еве ја косата. така и само еве да ги ги покажем, конци. тоа е конец, тоа е Тоа се конци. да. Тоа е памучен конец, кој Може што да се вака да ги е така, еве вака. кој што се употребува за сите овие изработки. Конец кој што има одредена дебелина, значи јас го барам со посебна дебелина конецот, да не биде дебел, да не биде многу тенок. Така. И ова е косата која што е во фаза на тоа се изработка, вика еве вака. перика. Перика. Баш е како перика, се става како капче од озгора на главата Прекрасно. и да дојде куклата со
коса. да. Се на овај фали уште и фустан плюс. Да, јас ве прашав дали може да си зборуваме додека си разговараме, Да. дали изработувате нешто во живо. Ви кажавте не, бидејќи ова се работи Значи, се ова по се шема, работи како се што по- кажа да. прецизно се треба да биде Не се. само што е по шема, него дома што ги карам, треба едноставно да броиш. Да. Значи овдека јас не можам да го правам ова сега да правиме муабет и ја да го правам. Значи треба да избројам колку Така. котелци има во едното парче Така. коса. Познато ми е, да, познато. И сега тоа да. кој ќе го избројам, после надакај, па после се враќам назад. Така да има стварно Концентрација бара и не може ни да внимание. слушаме телевизија, не ни така. да Јас разговараме. јас гледам телевизија, например, обавезно, додека работам и телевизорот се Како оди. радиодрама. Баш како радиодрама. Да. Ама не му обрнам внимание. Ама ги карам дома кој ќе почнам да бројам и ме прашуваат Да ме нешто. праша. Викам баш кога бројам ли ме прашавте. Да. Така да Еве сега имаме една сугестија овде од нашиот деко, прашува дали со игли. Односно кој е алатот, со каков алат се изработуваат? Значи, амигурумите се работат на два начини. Со хеклање, не знам дали е тоа македонски збор, Па да, хеклање. да, хеклање. Со Плетење. Тоа е хеклање само со чингелаче, чингелаче, да. Само со една игла е тоа. Значи се работи. Мислам дека во тоа ќе не ја земав иглата. Значи со една игла хеклање може да се прават амигуруми и со плетење. Значи со две игли. Со две. Со две игли се е плетење, со една игла е хеклање. Така да овие кај мене се сите со една игла правени, значи не сум правила и не сакам, не знам, не ми е интересно со две игли да го правам тоа. Може би да и потешко, не знам, не сум правила. Ама со една игла сите се правени и овие со една игла. Се има различен конец, овде како што можете да видите овчичките, тие се направени, стомачето го гледаш, тоа е направено од плишан конец. Да, Исто и зајчето со ова мечево, тие се исто од плишан конец. Така да за дечиња малечки, поготово за бебиња, тие се многу убави како играчка да го гушка, Само за може фотосесија. затоа што е многу меко. Да, овие плачат Многу за е меко. фотосесија на малечки бебиња. Јас не би дала на дете да си игра на вистина, затоа што се толку убави, вредни. Ова е трајна вредност на вистина. Да. Јас за тоа вака гледам да им најдам кутија некоја, оти тешко и тоа може да се најде, еве и овој на пример се зајко, и тој е ставен во кутија иако тој е многу долг. Ако го извадиме ќе видиме нозите му се уште подолги, еве ги. Да, се свиткани. Не можеме да најдам соодветна амбалажа за да го ставам. Така да баш одлично, да, одлично. Имаме уште за жал, уште многу малку време до разговорот. Сакам само да ве прашам, бидејќи сте пензионерка веќе 6 години, кажавте дека немате слободно време, ама како ви изгледа еден ден, еден пензионерски ден? Еден пензионерски ден. Да, покрај тоа што плетете, покрај тоа што си пишувате учебници. Имате ли време за внучиња, за спрошетки во парк, живеете во центар, нели? Значи, за све имам време. Читање книги, кажавте дека сакате да читате книги. За се имам време. Значи, ако сакаш, ќе си најдеш време и ќе си го организираш денот, да имаш време за се. Браво, секоја чест на вистина. Сабајле кој ќе станам обично рано, 6:30 сум веќе станата. Со првото, утринско кафе. Прво појадокот ми е, значи не кафе, прво појадокот, па после е кафето и почнувам понатаму со денот. Во денот еден дел плетам, еден дел, нели, домашните обврски, да се направи ручек, да се исчисти нешто. Шетање со колешките мои, тоа обавезно, значи го имам во текот на, ако не неделно еднаш, ама месечно еднаш излегувам. Се среќавате, се оние средби, да. Потоа шетам во парк, затоа што стварно ми е паркот многу блиску, тука живеам. И постојано, дали со машми, дали со некоја од колешките шетаме во парк. Така да денот ми е комплетно исполнет. А за внуци, имам големи внуци. 24 години ми е најголемата внука. Така да сами се шетаат. Сами се шетаат. Весна, ви благодарам многу. Би сакала уште многу долго да разговараме, бидејќи на вистина има што да се зборува со вас. Ќе оставиме тоа за наредна прилика, кога ќе имате нешто ново да покажете. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана и овде ќе ве поздравам до наредна наша средба. За жал, времето е толку, мораме да се префрлиме во оној дел во студиото кај што ни е Суза. Ви благодарам и јас ви благодарам. Пак уште еднаш ќе кажам на интересот и на вниманието. Не кажавме уште еден дел, краток само ако можам да кажам. Плетев, не знам дали одеа и за кучиња, джемперчиња плетам, зашто имам дома 2 кучиња. И плюс плетам за бебиња. Ама и нарачки примате, така нели? Како да ве најдат за да нарачаат заинтересираните? Значи имам, како се вика, Facebook страна. Како се вика? Facebook страната е
Handcraft by Весна, ама W. Затоа што постојат многу Весни, па ја со W. Или Весна Трпковска на Или Facebook Весна ќе ве најдат Трпковска, да. и И на ќе... Инстаграм имам Весна, пак Весна со W, долна црта handmade. Да. Одлично. Така Весна да- со дабове, долна црта, handmade, Инстаграм најмногу е експлоатиран така, или да. се разбира Весна Трпковска, ќе ја најдете Или баш таму секоја така, чест. да. Толку сакам пензионерија и луѓе кои имаат време за се, стигнуваат секаде и се навистина одлично организирани и служат како инспирација на сите останати. Браво. Би сакала да бидам инспирација на некој, Браво. да. И навистина сте денеска клучниот збор за овој 12 април, 11 април денеска за мене е амигуруми. Така реколте, така, амигуруми. амигуруми секоја чест. Навистина ќе пребарам и ќе се информирам. Не верувам дека некогаш ќе земам и јас да плетам, бидејќи Не, Боба никогаш навистина немојте не да сум кажете никогаш, многу да, вешта. никогаш не вели Сум, никогаш. ама не до толку. Никогаш немојте да кажете никогаш. Да. Кој ќе ти до пензија, поинаку Точно ќе така. размислувате. Благодарам многу